Изборот за утеха и изразите на сочувство стануваат недоволни за болката, тагата и молкот. Сочувството со семејствата на 59 починати во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани прераснуваат во гнев и огорченост од институционалната неодговорност, бирократската дрскост и бруталност, но во исто време и од политичкото лешинарство и отсуство на емпатија, кога и во ваква голема трагедија се ловат политички поени. Се самоиздигнуваат некои во корифеи на некакво возобнување на системот или пак други бараат лицемерно одговорност. А сите заедно треба само да сведнат глава. Оти не се ниту нови, ниту од вчера. И сите имале можност место нешто да сторат за да биде поинаку, за да нема систем кој убива. Граѓаните се веќе револтирани, бараат одговори. 59 лица, меѓу кои тројца малолетници почина, 145 се повредени од пожар кој избувна во, како што сега надлежните велат, шупа, која работела како дискотека. Објект со еден впишан газда во државните регистри, а друг вистински. Место кое од складиште за ориз, преку продавница за теписи, се легализирал, се пренаменувал, се реновирал и никој не видел, како што сега велат, дека бил шупа, дивоградба од кабаре, која функционирала така 15 години, а од неа се собирале и даноци и придонеси, се спремале и полициски раци во неа, и никој не видел дека е штала која згасна 59 животи од систем кој убива. За сето она што досега е познато од истрагата која што е во тек, за се она што е пропуштено да се направи и за сите дилеми што се треба да открие истрагата и до каде да доведе, вечерва разговараме со Владимир Туфекџиќ, адвокат и поранешен судија. Добре дојдовте во ТОП тема. И Мартин Пановски, архитект и поранешен председател на Асоциацијата на архитекти на Македонија. Добре дојдовте. Добре вечер. Господине Туфекџиќ, кој е првиот ваш коментар пред се како човек, а потоа и како правник, поранешен судија, сега адвокат? Првиот мој коментар е да изразам сочувство на семејствата. А однос на моето чувство пред се како човек кој поминал во професионалната кариера доста тешки предмети и тешки злочини. Човек кој умее да ги потисне емоциите кога е професионалниот дел во прашање. Се чувствувам истовремено и тажно, и бесно, и гневно, и немоćно, а она што особено ме прави несреќен, тоа е она слика која за мојата држава денеска оди во светот, а тоа е токму ова елитна дискотека која цел свет ја гледа и можете да замислите, тие луѓе се прашуваат дали е могуќе да е ово ноќен клуб во Македонија. И второ, сликата за Македонија е многу тажна и затоа сум несреќен, бидејќи низ таа фотографија луѓето во светот мислат дека живееме во некоја пустиња и дека живееме во некое општество каде што на вистина, а тоа е единствена вистина, нема ни ред ни поредок, и каде што е длабоко инсталирана системска корупција која е проектирана со години наназад, и тоа е негувано како еден нормален начин на однесување, до степен да бидат загрозени животите на нормалните луѓе, на нормалниот свет, и да нормалниот свет не може да се избори за да живее во една пристојна и средена држава. Ете, тоа е моето чувство. А немоќно зошто? Немоćно zato što mislim дека нема уште
критична маса да вистински ги смениме работите. До тој степен е метастазирано силеџиство, таа една групација која е на ниво на една булумента која е сива структура, која ги има метастазирано сите пори во сите пори на сите институции до тој степен да они представуваат една сериозна бетонирана бариера помеѓу нормалниот свет и она што се они у основа, тоа е полусвет. Ќе ги разговараме сите детали. Пановски, има ли архитектски или не архитектонски, веројатно архитектски ленир, шестар, хартија, за да се исцрта се она што се случувало до денот, кога системот уби 59 лица, прескокнувајќи ги сите правила кои што го движат тој ленир и шестар што го користите за да изградите градба која што треба да задоволува одредени прописи, да гарантира одредена сигурност и одреден квалитет. Прво да изразам големо сочувство до семејствата, до пријателите, до сограѓаните на загинатите. Оваа страшна трагедија не ми дава баш за право. Значи имате еден момент каде што престанувате да бидете стручњак, кога станува збор за ваква работа, и станувате пред се граѓани. Така да, од аспект на тоа што се случува, како се случило ова, веќе треба да гледаме како граѓани, не само како стручњаци. Како стручњаци, зашто кога гледаме, кажуваме ова е така, вака би требало да биде и толку завршува нашата работа. Како граѓани, веќе можеме да дигнеме некаков глас. Јас искрено мислам дека во текот на емисијата ќе ги допреме повеќе овие теми, каков ни е системот, тоест дали има систем, тоа е првото прашање, дали воопшто имаме систем, дали е тој ненамерно таков или е намерно таков. Веќе со моето 25 годишно работно искуство, јас мислам дека тој систем е намерно таков. Не е од незнаење, не е од било какво нехајност, да кажеме. Мислам дека работите се држат во едно такво лимбо веќе на 30 години, да ние функционираме на тој начин. Таква ни е државата. Прашањето е дали тоа можеме да го наречеме држава. И систем. И систем. Она што го кажавте дека има политиканство и така натака, тоа е долно. Значи, пак зборувам како граѓанин, веќе не ме интересира која партија е на власт. Јас плаќам данок и јас барам одговори. Не ме интересира кој бил, не ме интересира кој ќе биде на крајот на денот. Гледам дека во медиумите влегуваме во една таква дебата, влегуваат медиумите во таква дебата, дека тој дал дозвола, не знам кој дал дозвола. Најстрашното што го слушнав сега на медиум, од медиум, е дека биле олеснети правилата за добивање на лиценца. Со тоа би требало да кажат дека претходно не биле. Некој претходен ги олеснил. Не, од 2006 се вакви. Разбирате, тоа е тоа специфичното што сите правилници, сите одредби се од 2006 година. На ваков ден се манипулира, убаво кажа адвокатот, сите биле. Тоест, вие во воведот. Сите биле. Може единствено да каже некој, вака се случувало, ако денеска влегал во политика. Затоа што јас како граѓанин претпоставам дека и опозиција, и позиција, и било кој што е во нека политика, треба да ги знае овие работи. Ние не сме држава од 120 милиони, ние сме 2 милиона народ. Ние сме Амазон има 1.600.000 вработени. Функционираат. Не може да кажете дека оваа држава не сте знаеле како оделе процедурите. Со цел да се задржиме до она што е досега, како што најавив, познато и предочено од јавноста, прво да ќе почнеме од
сознанијата кои што беа предочени вчера од страна на државниот обвинител Коцевски за тоа што се е утврдено уште при првиот ден од истрагата. Објектот немал хидрантска мрежа, ниту имал хидрант во употребна функција. Немало доволен број на ПП апарати според квадратурата на објектот, односно имало само 2. Немало 2 излезни врати пропишани за евакуација на луѓе, туку имало една единечна импровизирана метална врата на задниот дел од објектот, но истата била заклучена со катанец и без квака од натрешната страна и обложена со гипс картон и сунѓер за звучна изолација. Немало пристап за ПП возила од двете спротивни страни согласно правилникот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Натрешноста на објектот била обложена со гипс, картон, но истиот не бил со огноотпорни својства. Немало спуштен таван со противпожарна отпорност од најмалку 30 минути. Немало врати со противпожарна отпорност од најмалку 1 час, ниту пак систем за кочење на вратите, ниту пак систем за известување на присутните лица за настанат пожар со јак звучен сигнал. Исто така, истата непрописно била обложена и со материјали за звучна изолација, како и за визуелни ефекти со лесно согорливи материјали. Во објектот противзаконски биле користени пиротехнички материјали на висина од 3 метри, без соодветна дозвола и без друштво со овластување за палење на пиротехничките материјали. Исто така, на лице место бил присутен и Државен инспекторат за градежништво и урбанизам, со тоа што констатирано е дека објектот во кој е склучена несреќата согласно имотниот лист е регистриран како деловен објект за лесна индустрија со површина од 419 метри квадратни. Не е извршена пренамена на објектот од лесна индустрија во угостителски објект. И покрај тоа, што за објектот нема пренамена за работа како угостителски објект, истиот има дозвола за работа од Министерството за економија како за угостителски објект издадена уште пред 15 години. Тоа беше јавниот обвинител за наодите од вчерашната истрага или предистрага, термините сега се небитни во овој момент. Господин Туфекџиќ избројав 9. Нема. Ако ги распоредиме, тоа се главно во сите во 3 закони и тоа нема, доаѓа до она што официјално го кажа најотворено министерот за внатрешни, тоа било штала, тоа било нелегална дискотека. Но постоела и работела. Се е тоа во ред што го кажа државниот јавен обвинител и ваков начин на постапување треба да биде во сите предмети. И тоа е една од најголемите забелешки на јавното обвинителство, па и на него како државен јавен обвинител, затоа што тој не воспоставил унифицирани правила за постапување во сите вакви предмети. И истиот настан со помали трагични последици се случи минатата година во јули месец, каде што загина од струен удар Љупчо Лешко, младо дете, со исто вакви недостатоци на објектот каде што се одржувале настани на кои се собираат поголем број на луѓе. Може да кажете каде? И, молам, во Радишани. И исто така се утврдени недостатоци, и тоа под притисок на родителите, затоа што да се разбереме, оваа екипа на луѓе, овој, да речеме, газда на овој локал, на овакви локали и места, они имаат логистика во локалната полиција,
Така да во овој случај веднаш се случи да полициски инспектор ја повика мајката, па да ја соопшти дека фактички они не знаеле као родители дека нивното дете има срцеви заболување, најверојатно дека е од срчан удар починато, па онда кога дојде обдукциониот наод дека се работи за струен удар, онда имате варијанта Б во одбрана и алиби на тој што го менаџирал местото, за да се амнестира од одговорност, нормално, дека фактички детето било во базен, па излегло од базен, па го удрила струја, као Боже ми е најнормално да сите ние кои искачаме од базен треба да не удри струја, за да дојдеме до финале под притисок на семејството и мое како нивни адвокат со аргументација и сериозни докази до јавниот обвинител, да јавниот обвинител ретерира и да каже дека фактички ја префрла топката на вештото лице, дека вештото лице од лице место не е информирало. Како заврши случајот? Никако не заврши, истрагата се уште трае и мене би ме радувало во таа истрага да се примени токму ова што сега го читаше таксативно јавниот обвинител, бидејќи ние тоа го бараме, да истрагата се насочи кон објектот, див, без било какви протоколи, без елаборат, без заштита од струен удар, без заштита од пожари и така натаму, пола од овие работи што ги наведе јавниот обвинител, тоа го нема во тој предмет, меѓутоа истрагата се уште трае. И дојдовме до еден вештак кој исто така дојде до она што дојдоа вештаците во Тетовската болница, а тоа е до продужниот кабел. Се сеќавате, нели, дека продужниот кабел беше огласен за виновен уште на првата пресконференција од тогашниот премиер и навистина така и заврши предметот. А секој нормален човек му е савршено јасно дека тоа што се случи у Тетовската болница, прво објектот, еве овде имаме стручно лице, па тој објект може да одговара за трафика, али сигурно не одговара за болница и така натаму. Меѓутоа, амнестирањето наше од сите овие трагедии кои ни се случија, во кои загина и животот го загубија огромен број на луѓе, да се разбереме, овие луѓе некња платија сериозна, жестока цена со своите животи, меѓутоа денеска во Македонија живеат духови, ние сме сите умрени. Ја лично не се чувствувам уопште убаво. Уопште не се чувствувам убаво, токму поради ово. Ете тоа е. Ќе ги разговараме деталите во моментот. Колегата Огнен Чанчаревиќ е пред мислам дека е пред судот во Кочани, каде што треба да Добро, се уште го реđe дали го имаме или не. Добро, Огнен Чанчаревиќ ќе го вклучиме подоцна, има приведување на она. Еве, јавност објасни денеска обвинителот, меѓутоа за оние кои што не следеле и недоволно ја разбираат практиката, се станува збор за 14 лица, меѓу нив е и поранешниот министер за економија Крешник Бектеши. Се утврдува краткотраен притвор. Што значи тоа? Прво сакам да кажам да во оваа работа на почетокот спомнав, професионалниот пристап треба да биде таков да вие мора да имате механизам да ги потиснете емоциите, бидејќи само така може да размислувате рационално и може да размислувате правилно. Ова е работа која не може емоции да ве носат, пошто ги следам состојбите и премногу ми е тоа емоционално настапување, посебно во делот на политиката и така натаму. Ја лично очекувам да наредна фаза биде да малку се вратиме на теренот на правото, вистинското право и да го слушнеме директорот на Бирото за јавна безбедност како човек кој треба да испорача. Тој дел ние воопшто напротив се обидуваме да бидеме многу неутрални. Значи јавниот обвинител уште нема донесена наредба за спроведување истрага и краткотрајниот притвор е време на кое на јавниот обвинител му треба да
да прибере, односно да прибави уште некои докази, информации и така натаму пред поднесување на наредбата Инаку за поставуваме, спроведување. нашето е да поставуваме прашања како што Апсолутно. прашувавме и што значи тоа фалсификуван документ, прогласен фалсификуван Видите, документ, овде- буквално со овде- декрет без вештачење и така натаму и така натаму. Затоа и кажам, не треба да се брза со избрзани заклучоци во форма на пресуди и така натаму, затоа што тоа во минатото многу не кошта. Нашите политичари, они сакаат да судат и да пресудуваат и да тоа го завршат за 2 сата и така натаму, но тоа не иде така. Затоа за вечер имаме дел Да. по дел, изјава по изјава од Така е. секој што кажал и на Мислам тој дека начин ќе се основата- обидеме да ги анализираме и од вашиот аспект и од Основата другиот аспект. на овој предмет треба да биде токму она што законот го предвидува, тоа е тешки дела против општа сигурност. Тоа треба да биде клучна основа. Се друго, можеме да го разговараме во рамки на доказна постапка. Не е доволно да се каже дека ова е само фалсификат, него тој фалсификат во рамки на доказната постапка, низаконита процедура треба и да се докаже. Вештачењето треба да си го каже своето. Причините за смртта преку обдукцијата и обдукциониот наод и така натаму се клучни и битни за правилно утврдување фактичка состојба. Значи, повикувам јас како професионалец да не носи еуфорија, да не носат емоции. Ова не е работа Затоа која сте може тука да го дадеме да се контекстот работи. и да ги расчистиме некои детали. Емоциите не се добар сојузник во оваа работа. Само рационално може да се размислува кој ќе се потиснат. Тоа е тоа. Па се согласувам затоа што и овој пат ќе го коментираме и тоа видовме и овој пат едно отсуство на тој систем на хиерархија во информирањето во однос на или така наречениот менеджмент на знаете криз. како се вика, превише анализе доводи до парализе, така да многу информации не е тоа добро за самата постапка. Одиме во Кочани, таму е Огнен Чанчаревиќ. Огнен, кои се последните информации? Да, Боби, ние сме овде пред зградата каде што се наоѓаат обвинителството и судот во Кочани. Пред 10 минути со полициско возило со комбе овде во судот беа донесени поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, поранешниот директор на пазарниот инспекторат Горан Трајковски и уште едно лице чии идентитет за сега не можам да го потврдам. Како што веќе јавноста знае, Бектеши беше повикан на распит во полициската станица Карпош, исто така и Трајковски. По 24 часа минати во станицата, во полициската станица обвинителството одлучи да го повика обвинителството, тоест побара краткотраен притвор и за Бектеши, и за Трајковски, и за третото лице, за кое што реков дека не можам да го потврдам идентитетот. Тие се донесени тука на распит пред судија на предходна постапка. Распитот сега треба да почне. Каков ќе биде расплетот ќе видиме. Она што го дознав додека бевме тука е дека градоначалникот на Кочани Папазов, распитот на Папазов завршил и тој си заминал без полициска придружба, без ништо, токму од оваа врата што не знам дали може да видите лево од мене. Од тука заминал, во кој правец не се знае, така што не може, треба да нагаѓаме зошто, треба да нагаѓаме која е одлуката на обвинителството со оглед на тоа дека тој бил пуштен да си оди во меѓувреме. Едно лице беше изведено со лисици на рацете, но тој беше покриен и не можеше да се види неговиот идентитет, ставен во марица и транспортиран тука позади зградата на судот, каде што се наоѓаме ние, има уште неколку полициски возила за транспорт на лицата кои што се донесени овде на распит. Значи тоа што можам да го кажам е дека пред 10 минути овде во судот во Кочани се донесени екс-министерот Бектеши и екс-директорот на пазарниот инспекторат Горан Трајковски.
Предходно републичкиот јавен обвинител Коцевски кажа за кое дело ќе се гонат тие, за тешки дела против безбедноста, за кои што се предвидува казна од 3 до 20 години. Боби? Огнен, кој е сублиматот кој што предходно беше кажан од јавниот обвинител, колку лица вкупно се за колку лица вкупно е побаран тој краткотраен притвор? Од тоа што го кажа дека републичкиот јавен обвинител кажа дека Бектеши е еден од 14 мината за кои што обвинителството ќе бара краткотраен притвор. Бројката се зголеми, вчера бе 8 мина, денес уште 6 нови, значи станува збор за вкупно 14 лица. Постапката за сега, како што кажав, се води за тешки дела против општата сигурност. Казните се тие од 3 до 20 години, но ќе се испитуваат и други можни кривични дела, како што се давање подкуп и незаконска давање и примање подкупи и незаконска набавка на пиротехнички средства. Во рамките на истрагата конкретно е за екс-министерот Бектеши беше извршен и увид во Министерството за економија и од таму беа одземени компјутери и документи кои што се донесени тука на увид во обвинителството. Благодарам, тоа беше Огнен Чанчаревиќ. Господине Туфекиќ, колку рековте, јавноста бара информации, ние сме должни да ги проследуваме. Вообичаено и судот, и обвинителството се некако крути во давањето информации, нетранспарентни, така налага и дел од постапката, меѓутоа во вакви случаи колку се внимава на таа да не се пречекори таа линија помеѓу потребата да се дадат неопходните информации и прекршувањето на презумцијата од друга страна. И второ, колку ги гледавме овие 2 дена, вчера и денеска, исклучиво тие кои што треба да ги даваат информациите. Бидејќи се појавија многу други луѓе кои што беа и кади, и суди, и спроведувачи во затвор. Јас моето мислење по однос на политичарите го знаете. Јас и како судија сум бил против тоа да политичари воопшто се мешаат во судска постапка и да даваат некакви своји заклучоци, затоа што тоа се одрази многу негативно во многу настани и предмети во минатото. Особено што мислам дека наши политичари воопшто не се амнестирани кога се работи за ова елитна шупа, затоа што она од 2012 година била редовна станица на сите предизборни каравани политички во тој дел од Македонија, независно дали СДС, дали ВМРО, дали не знам све кој, така да они биле радо видени гости во тој локал, така да сега не може да се амнестираме целосно дека тој газна не го познаваме, дека ние не знаеме уствари кој е тој објект, затоа што све било убаво и фино кога имало гратис пијачка и пеачка, тогаш било све окей. Меѓутоа сега не е во ред и они многу добро знаеле и ако го видите и самиот објект, тој собственик значи воопшто не се ни потрудил да го смени надворешниот изглед, значи прозорите останале. Тој ќе извршил корекција само во внатрешниот дел. Значи тој и натаму останало магазин за теписи од надвор. И тоа е све направено, значи смислено да меѓутоа инспекциите, локалната полиција, управата за јавни приходи, па кога влегла внатре, па веројатно виделе дека влегуваат во угостителски објект, дека влегуваат во ноќен клуб. Така да, во тој аспект е тоа за мене барем завршена прича. И ни еден политичар во минатото од 2012 до денеска не може да биде амнестиран. Затоа што, повторувам, тоа било редовно успутна станица на секој предизборен политички караван. И тамо се збирали и се билдали и политички поени и за едни, и за други, и за трети, и за пети. Меѓутоа, по однос на начинот, постапката, и преска кажам, јас очекувам да го видам
професионалниот состав. Да, еден од тие е државниот јавен обвинител, од полицијата, директор на Биро за јавна безбедност, без политички флоскули, никој да не ми замери, затоа што во минатото тие политички пресуди кажани на политичка говорница одма од пресконференција и така натаму, нас во основа многу не чинат. Така да сметам дека ако го задржиме нивото на една законита постапка и ова што сега го слушаме, тоа е во рамки на законот колку тоа е максимумот што јавното обвинителство може да испорача и тоа луѓето мора да имаат разбирање за таа работа и очекувам да добие еден праведен тек и да она што треба да се внимава, да се запази и правото на одбрана на осомничените, без оглед на Пановски кој амбиент се извинувам и овие јавувања не однесува малку и во објаснување на некои актуелни случувања. Значи да се вратиме на првата изјава на јавниот обвинител. 12 прекршици. Нема ништо. Да. Што тоа ви говори? Тоа што го прочита јавниот обвинител, тоа се членови од правилникот за заштита од пожар. Целата приказка околу процедурата овде е следна. Имате закон за угостителска дејност. По закон за угостителска дејност, вие за да добиете лиценца за било која угостителска дејност, значи и за хотел, вие треба да приложите барање, треба да приложите пари за лиценцата, која што кошта, треба да приложите изјава од собственикот дека ги исполнува така наречените минимално технички услови за вршење на дејност од 2006 година. Тоа е една пријава каде што штиклира самиот собственик дали има еден влез, дали има толку вециња и така натака и така натака. Тоа е тоа. Тоа значи дека државата му верува на собственикот на збор. Тоест го остава да така, Еве да може би прецизирам, лаже, може би не лаже. Во случај на кабаре се вели нокен бар или кабаре Значи, ги и има. само се заокружува Так. тоа. И понатаму се оди на карактеристиките. Тоа ви е буквално како да ви регистрираат кола со изјава дека ви е технички исправна. Ме разбирате? Тоа е Министерството за економија. Тоа го бара, ја не знам што и кого ќе судат од Министерството за економија. Стварно не ми е јасно, бијќи Министерството за економија по закон не треба да бара елаборат за против пожар. Така е пропишано во законот. Таксена марка уште им треба, 50 денари. Тоа е тоа. И тоа е процедура која што 2006 наваму. За хотел вие исто. Вие можете да имате дивоградба и во Министерство за економија да аплицирате за да добиете одобрение за хотел да работите. Затоа имаме стоковна куќа во Скопје која што работи како хотел. По закон за урбанистичко планирање во стоковна куќа не може да има хотел. Исто така по закон за урбанистичко планирање не може да имате дискотека, тоест треба да имате намена големи единици за угостителска дејност. Значи, овдека станува збор за два закони, кои што едниот е од Министерство за економија, другиот од Министерство за транспорт и врски. Така да сето ова, правилникот, се е од Министерство за транспорт. Целата приказка која е дека вие како држава му верувате на некој човек дека ги исполни условите. Зашто кажувам дека нашата држава е најкорумпираната држава? Зашто? Затоа што го оставате човекот, не станува збор за овој, за било кој, го оставате да инвестира 100.000 евра, 200.000 евра, за на крај да му кажете ова не ти чини. И сега како ќе го решиме? Ме разбирате? Кога вие ќе ги кажете правилата кои се на игра, тогаш веќе многу е тешко да бидете корумпирани. Кога во едниот закон имате во ова ливче овдека дека ви треба 0,8 метри квадратни по човек, а во правилникот против пожар ви треба 1 метар квадратен по човек, тоа вие донесени се од влада, не е битно која влада, не ме интересира. Тоа е како буквално да не седнале на иста маса кога ги носат законите.
Тоа се два, пазите, тоа се специфично е што се пазите, два тоа се- образци, да, пазите, ова е тоа се- образецот за тоа кој се што вие закони го кои што- Тоа споменувате се за закони кои што се контрадикторни за 20%. Ме разбирате, за едниот може да биде по 1 квадрат, за другиот по 0,8. Тоа е 20%. Јас ќе добијам повеќе да можам да внесам луѓе, Боби ќе добие помалце. Зависно дали е кабаре или дискотека, да. Не, Боби, да не се разбираме погрешно. Не во зависност. Иста дискотека. По еден закон е 0,8 метри квадратни, по друг закон е 1 квадрат. Ме разбирате? Тоа значи, ако Боби ми се свига, ќе му давам по 0,8. Ме разбирате? Да. Коруптивноста е тука, во измешаните закони, во недоречените закони. Тука е главниот проблем. И такви се законите наназад години наназад, во мојата бранша, не само во ова од економија. Урбанистичко планирање, било какво. Да ве прашам, бидејќи го спомнавте и навистина и изгледа специфично овој образец. Овој образец од пријава за исполнување на минимално техничките услови за вршење на угостителска дејност, кој што се доставува до Државниот пазарен инспекторат и тој завршува со изјава на тој што поднесува и тој вели: изјавам дека сите податоци дадени во пријавата се вистинити и така натаму. Пријавувам дека со примената на минималните технички услови и така натаму. Сега централната институција е Министерството за економија. До Министерството за економија оди друг образец. И во тој образец се вели: задолжителни документи кои треба да бидат предложени кон барањето за лиценца. Решение за упис во трговски регистар. Во овој случај видовме дека една е влошката од Централниот регистар, од Министерот за внатрешни работи. Денеска ја имам изјавата дека всушност се работи за вистинскиот собственик е друг, тој што е запишан во регистарската влошка бил вработен на одредена работна позиција во самата дискотека. Уплатен надомест за соодветна лиценца, оригинална уплатница. Висината ја определува општината или во Скопје Советот на град Скопје. Копија од пријавата за исполнување на минималните технички услови за вршење на угостителската дејност. И сега, согласно со органот на државната управа надлежен за работите од областа на внатрешни работи, дека се исполнети условите за заштита на јавниот ред и мир и безбедност во сообраќајот и доказ за платена административна... Тоа е дека имаат паркинг места. Такса. Тоа е дека имаат паркинг места, да не ве збуни. Тоа до МВР дали имаат паркинг места. И понатаму законот вели дека сите овие податоци надлежниот орган, во случај тоа е Министерството за економија, сите овие барања од став 1, 2, 3, 4, 5 така натаму ги прибавува по службена дошла. Во моментот е најактуелна дилемата околу тој ПП елаборат. Значи вака, Министерството за економија не ви бара ПП елаборат. Нека не Кој го лаже. бара? Никој? Го бара, затоа ви кажам, мора да ги разјасниме работите. Економија ви дава лиценца за работа. Општината е таа што ви дава градежно одобрение за реновирање, пренамена и било што. И општината е таа што ги бара сите проекти. Ако е адаптација, нема ни да ви бара ни општината, што е исто така страшно. Биќе ова станува збор за објект со јавен објект. Значи, одека против пожарните услови не се исти како во административна зграда. Ова е за големи собири. Приказката е дека инвеститорот би требало не само во Министерство за економија да отиде, треба да отиде во општина да побара одобрение за пренамена на простор. Тогаш ќе му се бара и против пожар, и ќе му се бара и дали промена во статика прави, ќе му се бара архитектура, ќе му се бара електрика, водовод, грејење, ладење, енергетска ефикасност, каде што ние како држава поседуваме овластени проектанти за сите овие работи, овластени проектанти кои што плаќаат чланарина и за тоа учеле школа. Со самото тоа што оваа држава не ги бара тие работи за да отворите хотел или за да отворите, знаете дека хотел може да си го отворите сами да си го издизајнирате. Биќе исто ви бараат као за дискотека една пријава во Министерство за економија. Тоа државата ви кажува: вие инженерите не сте ни потребни.
А сте ни потребни сега кога ќе се случи некоја ваква несреќа. Страшно е. Не е малце, не е ова дека имаме нешто. Страшно е. Го прашавте гостинот дали како емоцијата кај секој машко е без. Тага, ама кај нас е без. Не, ве прашувам затоа што ако детално се разгледа, например, и тоа веројатно ќе се отворат тие прашања кога ќе почнат и процесите натаму, ќе ги акцентираат и адвокатите кога ќе дојде дел од тие постапки, ако се гледа овој правилник за мерки за заштита од пожари, експлозиви и опасни материјали, тој ги специфично ги наведува за сите категории на објекти, вклучително и за ова што вие го спомнате, објекти за ова се сметаат за објекти за јавни настапи. Плюс на тоа, ќе има работи кои што не се опфатени, плюс на тоа вистинските професионалци, оние што имаат овластување, ќе ви дадат уште некои други мерки за овие објекти, за да бидат сигурни. Бидејќи кога ќе оставите печатот, вие треба да сте сигурни дека сте постапиле како што треба. Ова е дилетантство од невидени размери. Повторно ќе кажам, целиот систем е направен за да има корупција. Го оставате човекот да отвори дискотека, после тоа да му дојде инспекција му каже не ти чини. Бики не му чини, ништо не направил. Така, сам ја правил. Најверојатно дека и материјалите што му се донесени преку AliExpress, па не поминале ни тестови, дали се окей. Значи, ова е сериозна работа, ова не е работа за кој е крив. Се знае кој е крив, мислам, за мене е малце лакрдија. Лакрдија е кој е крив. Се знае кој е крив. Уапсете го и ќе се докаже после. Ме разбирате? Ја не знам како ќе се истражи кој е повеќе крив. Како што кажа Туврџик, едноставно од 2006 година наваму од кога е донесено ова, секој министер за економија има одговорност. Кој е тој што нема? И дали се само дали министерот за економија или четворицата градоначалници што се смениле или петте директори на дирекцијата за заштита спасување или 10 директори на пазарниот инспекторат. Целата приказка не е само во ова, тоа е проблемот. Ние го имавме, значи ова дека не бара, ше фрапантно, не бара имотен лист. Од 2006 година не бара имотен лист, може да биде во Дивоградба, хотел може да имате во Дивоградба. А имате закон за урбанистичко планирање и градење, каде што е забрането и имате кривична пријава. А Министерството ви дозволува да правите било што. Евана ве приклучува на Дивоградба. Ова е лакрдија од држава. Ако сакате да се справите со тие работи, нема да носите закони. Едноставно, ако водовод го приклучил Дивоградба, ќе го казните водовод со 100.000 евра, па да видиме дали ќе има друг пут Дивоградба. Тоа е држава. Ова што го имаме ние е буквално партиски баш и бозук. Дали знаете дека оние кои што одлучуваат во општините не се само архитекти. Референт за урбанизам има градежен инженер. Градежен инженер има учено за урбанизам колку што има исто ветеринар. Толку имаат учено. Знаете дека во општини имате референт за урбанист со диплома од економија. И не само Што сакаме да разговараме за тоа? И не само таму. Сигурно има на некои позиции за правни работи, сигурно имаат и економисти или можеби архитекти. Сигурно. Туфеги, че јавноста веројатно ќе бара одговори, меѓутоа веќе вечерва слушнавме дека всушност ние пловиме или како што и вие рековте, ова е резултат на на отсуство на систем или на една расширена низ годините наназад, вклучително и денеска, коруптивна шема во која дури и ова што постои како закон подоцна се изигрува низ она што треба да биде
финална примена? Па да, ова е воспоставен систем на легална корупција и тоа се прави на начин што вие немате унифицирани стандарди, тоа што говореше сега господинот инженер. Како немаш унифицирани стандарди, онда можеш да и имаш простор да пливаш во тие коруптивни шеми, односно да имаш она дискреционо областување, тебе ако сакам ќе ти дам, а тебе ако сакам нема да ти дадам, дозвола, одобрење и така натаму и така натаму. Така да тоа е воспоставен систем на корупција и ние со тоа прво тоа треба да го препознаеме. Ние не знам, значи, дали имаме доволен капацитет да го препознаеме тоа, односно дали имаме волја и сила да го смениме во овој дел системот. Затоа што тоа е комплексна работа која бара широк консензус. Ние треба да се, како држава, како луѓе, ние треба да расчистиме со 5 до 10, за 5 до 10 работи да имаме консензус. Меѓутоа, ја не верувам дека во оваа политичка поделеност и ова што слушаме 2 дена, СДС, ВМРО, ДУИ и така натаму, дека до тоа ќе дојдеме. До тоа ќе дојдеме Што ви говори најверојатно. до каде ќе дојдеме, ако само ги предочиме следниве податоци. Објектот сега веќе според официјални изјави така наречена дискотека бил легализирана дивоградба изградена 1999 година со намена деловен објект за лесна индустрија. Не е извршена пренамена на угостителски објект, легализиран е 2005 година, а реновиран е лани. Колку алки на системот затаиле или нема алки? Нема алки. Едноставно овде никој овој објект не му бил тема. Ја така гледам на тие работи. Осем за излагање. Затоа што, молам? Осем за излегување навечер. Осем за излегување навечер. Значи, ако објект кај што вие влегувате као бункер, немате никаква вентилација, немате никакви оние елементарни услови што секаде треба да бидат исполнети. На крајот на краиштата, у кривична правна смисла, е многу битно да се утврди причината за пожарот, ширењето на пожарот, материјалите од кои е изграден кровот. Ова што се проблематизира употреба на пиротехнички средства, па тамо има правила, ако фрла сноп 2 метра, минимум треба да биде 3 метра висина, меѓутоа мора да има и тамо има правила од кој материјал треба да биде изграден кровот и така натаму и така натаму. Значи се тоа суштински и клучни работи кои утре во кривична постапка ќе бидат многу битни и тие мора да поминат да бидат прибавени тие докази на законит начин. Не може ние ние гледаме дека од снимките почнува да се шири пожарот од кровната конструкција, меѓутоа во судска постапка за таа работа мора да добие верификација низ форма на извршено вештачење и така натаму и така натаму. И затоа треба да се биде многу предпазлив, да не ги преудицираме работите, да не отвараме преширок фронт на луѓе како што се најавува сега, утре ќе апсиме не знам уште колку, задутре ќе апсиме не знам уште овој, онај и така натаму и така натаму. Да не се претвори ова трагедија у меѓусебен обрачун едни со други и така натаму, за да изгуби смисла. Ајде тука во овој контекст да ја погледнеме изјавата дел од исечок од денешната пресконференција на министерот за внатрешни работи, во која меѓу другото спомнува дека всушност станува за објект кој во вакви околности работел 15 на години, како што тој рече.
имаме катастрофална состојба во делот на постапување на огромен број на институции кои што согласно закон требало да ги следат сите процеси поврзани со ставање во функција на дискотеката, контрола на истата, особено во делот на сето она кое што поврзано со настанување на пожари и потребни предуслови за ставање во функција на еден објект согласно закон и согласно нормални услови за функционирање. Поради што и во текот на денешниот ден ќе има доста голем број на лица кои што ќе бидат приведени од различен број од различни институции, вклучувајќи ги тука и Министерството за внатрешни работи и други институции, да не во овој момент да не ги споделуваме тие информации со јавноста. Во текот на денот ќе следите, ќе биде информирана јавноста. Мораме да покажеме свесност и одлучност во спроведувањето на сите оние постапки кои што треба да се превземат сега. И секој еден, повторувам, секој еден, без оглед на било што, кој што има директна или индиректна вина поврзана со овој кривично правен настан, ќе одговори. Секој еден, поранешен или сегашен. 15 години работела така. 15 години работела така. Сега, при очи слепи ќе се правиме. При очи или слепи ќе се правиме. Утврдено е катастрофа, тоа е утврдено. Ужас, тоа е утврдено. Може коментар? Да, при очи слепи да се правиме, меѓутоа она што го гледаме пред очи е страшно. Еве, ја ќе ви кажам ја што гледам, пошто министерот за внатрешни работи е и мој колега и мој пријател. Во последниве 2 дена во еден дел гледам Панче Тошковски као политичар, во еден дел гледам како професионалец, извлекувам заклучок од неговите изјави и убеден сум и сигурен како он би реагирал да е од другата страна и затоа го разбира. Значи, еден дел од изјавите ги дава во политичка конотација и тоа е разбирливо. Меѓутоа, знам сигурно како би реагирал како адвокат. Се обидувам да ја фатам таа нијанса. Што значи тоа како би знам како би реагирал од другата страна, бидејќи тоа веќе значи предпоставка дека од оваа страна не може баш како адвокат да реагира. Па сигурно да боме, Директен сте па, ако сакате и за ова. како адвокат или лице кое ја лично го познавам, сигурно не би се ја пречекорил таа граница да, еве, многу говориме за апсења, за одговорност однапред утврдена, а уствари ништо не е утврдено и така натаму, и така натаму, и така натаму. Затоа треба да бидеме и надлежните органи треба да бидат малку предпазливи. Затоа што ова е преголема трагедија. Од оваа трагедија ние или ќе се смениме како општество, затоа што ние друг избор немаме. Значи, ако и ова трагедија нас не остави на исто ниво, јас лично ќе ви кажам дека ја не можам да се помирам со фактот и не можам да сватам дека ова држава која пред 30-40 години, значи, имало онакви авторитети и умови, говорам за во правна смисла, како правници, правна фела и така натам, да ние денеска паднеме на некаков, на ова ниво. Тоа е за мене потpuno неприфатливо. Поверојатно е дел од и во сите други сфери, да не ме свати никој погрешно, и во сите други сфери да денеска разговараме на тоталната ерозија на вредностниот систем. На тотална ерозија на систем. Да. Системот е еродиран до граници кај што јас мислам дека многу погрешно се води дискусијата во јавноста. Ќе има виновници
И тие виновници ќе се докажат и така натака. И што после? Тоа е она што го кажува ето што после? Како ќе осмениме системот? Мислите дека нема да се најде некој друг човек кој што исто така ќе биде злочинец и заради некаков сопствен профит нема да направи дискотека без вентилација, без противпожар, бијќи не му го барате у старт. Разбирате? Свеста на тие луѓе преработи. Мислам, неверојатно наивна држава сме, дека свеста, дори читам, сите сме биле криви. Не сум јас крив за оваа работа. Ви кажем, не сум крив. Сум зборувал и ќе зборувам. И натаму дека овој систем, овие хартии овдека не чинат. Тие доведуваат до ова. Не тој криминалец. Криминалец имало, ќе ги има и секогаш ќе ги има. Не чинат хартиите или не чини празниот простор И што е дозволен хартиите и овако. Јас не чув, не слушнав денеска како Министерството за економија го крши законот за урбанистичко планирање. Еве ви кажам дека го крши. Адвокатот може да потврди или не знам дали е во таа бранша. По закон за урбанистичко планирање на таа локација, каде што има намена таква и најверојатно има дуб, не смее да има објект од услужна дејност, туку е индустрија. Ме разбирате? Па дури не индустрија, затоа што сега има изградено куќа, за да биде индустрија треба да има два влеза за противпожарна заштита. Во моментот кога Министерството ќе даде одобрение, бидејќи Министерството не го интересира Законот за урбанистичко планирање, они го прекршиле. Како што ви кажувам, го прекршиле со давање на лиценца за хотел во стокомна куќа. Бидејќи тоа е спротивно на Законот за урбанизам. И сега тука ви е системот самиот се ги крши законите. Не зборуваме ние за овде. Јас викам, она што го кажавме, дека системот не направи такви. Јас ја пред неколку години, бидејќи кога проектираме, и сега проектираме овдека или правиме нешто урбанистичко, па овдека ако се паркираат на тротоар, па дај да ставиме ступчиња, па не знам што. Не, јас одбивам веќе да ги покривам другите струки со мојата струка. Одбивам да направам улица со столпчиња, затоа што полицијата не работи и не ги собира паркираните коли. Одбивам да направам дизајн кој ќе го чистел. Може ли да се чисти? Може да се чисти. Тоа значи дека некој ќе го чисти. Не е моја работа. Ги покриваме. Инспекторите. Не може трем да направам во архитектура. Дали знаете до каде оди лудилото? Зошто? Зашто утре ќе го заградел со стакла. И како е тоа моја работа? Јас ќе го покријам неработењето на инспекторот градежен. Ако си излезе, ќе си утврди дека го заградил и ќе си постапи по закон. Ова е луда држава. Не знам дали го има, не знам дека го нема. Бики Косово не надмина, Албанија не правиме муабет. Имаме ли обиди сега за одбегнување на одговорноста, пренасочување на одговорноста, бидејќи во од еден аспект впечатливо е прво отсуството на градоначалникот, кој што не излезе со ниту една изјава вчера, денеска оставка даде преку Facebook. Беше кажано дека од страна на премиерот доблесно си даде оставка и нема никаква одговорност. Меѓутоа, само обичното читање, дури и на овие правилници, закони и прописи кои што ги споменавме, упатува дека градот во најмалку 9 точки од овие прописи е директно инволвиран со процедурите за издавање на дозволите, ако ништо друго прима даноци, морал да даде изјава за реновирањето, води регистар на објекти, угостителот е должен кај него да го пријави работното време и вие сега наспроти ова имате. УЈП, без оглед што е фирмата моментално со таква сметка каква што е сметка, значи имате државни органи кои што вршеле инспекции, собирале пари од акцизи, од продажба на алкохол,
од продадени дневници, сите други давачки кои што следуваат. Имате ситуација кога вечерта, кога се случува настанот, во рамките на делот за поголема акција за созбивање на недозволена трговија со дрога и присуство на малолетни луѓе, бил опфатен и овој објект. Секој за нешто и од некакви причини веројатно низ годините влегувал и никој ништо не видел. Тоа е поради немање стандарди, унифицирани стандарди и процедури. Затоа е тоа така. Инаку, да бидеме реални, ова се случило во Кочани. Кочани не е Менхетан, не е тоа Њу Јорк. Во Кочани луѓето меѓусебно сите се познаваат, се знаат. Знаат они многу добро и кој е градоначалникот. Знаат они многу добро и кој е газна на овој објект. Знаат они многу добро и кој што прави во тој објект. Знаат они се и за логистика од локална полиција до управи за јавни приходи и така натаму и така натаму. Тоа е мала средина. Меѓутоа проблемот е унифициран стандард. Само една паралела ќе ви кажам еден пример. На Тасос, у хотел, не можевме со навигација да го најдеме хотелот, бидејќи нема знак, нема ознака. Едва и се најде и газдата го прашавме, викам, дај бе стави една табла, ознака кај ти е хотелот. Вика, за мене тоа е завршена работа. Зошто? Затоа што таблата ја ставил сам. Утре дента дошла инспекција, ја исекла, и он веќе нема право ни да поднесе барање таму да му издадат нова. Крај. Тоа е тоа. Значи, по едно мало место, значи унифицираниот стандард е тој секаде, и во големиот град, и во малото место. Меѓутоа, ние законите сме ги направиле така да имаме шаренило и да секоја локална структура направи простор за собствен... Вие велите, дојаве ќе ни помогне, вие велите да бидеме тивки, да бидеме фокусирани, меѓутоа знаете колку е проблематично деновиве, затоа и го спомнав на почетокот така метафорички шестарот и триаголникот од архитектурата. Едноставно мачно е да се нацрта шемата кој за што е одговорен, кога во меѓувреме реално е присутна и политизација. Сега ќе ви кажам, ако дозволите сам... Значи, малце го начнав тоа. Као стручњак можам да ви кажам каде е одговорноста за некои одредени работи кои што се од мојата струга. Не верувам дека УЈП треба да пушти инспекција и да види дали има дозвола објектот за работа. Единствената дозвола за работа која што треба да ја види... Се извинувам, мислев дека многу луѓе влегле, па кога ќе влезат внатре, од самата атмосфера ќе видат дека тоа не личи на дискотека, клуб или еве како што кажете. Ако отвориш Инстаграм овакво, настапувала Наташа Беквалац, која што ја не сакам таква музика, али неминовно дека привлекува многу народ. Така да не е дека тоа е некое клубче таму и непознато. Сигурен сум дека и од Скопје дошла да дојдат таму. Така да, од тој аспект, не дека не знаеле, сите знаеле. Значи, милион диџеи има, кога отворите, буквално, Инстаграм профилот, тој е фул. Целата приказка дека општината е таа, која што треба да види со градежната инспекција на општината, да види што се случува таму, како реновирале, биќе по закони да кречите, треба да отидете у општина да пријавите дека кречите. Значи да кречите. Не да стаите од магазин да правите дискотека. Така да, тука одговорноста на општината ја има, не е дека ја нема. Биќе знаеле. Сигурно дека знаеле дека во сопствениот град имаат диско, мислам. Не се криеле. Едноставно. Само приказката е дека она што мене ме боли веќе, што ми е дојдено преку глава, е да барам кој е крив и кај кого е лежи надлежноста. Зашто морам да знам кај кого лежи надлежноста као граѓанин? Зашто морам да знам кај кој е надлежен градоначалник да ми искоси тревата во
населба. Па, веројатно Дали е град затоа Скопје што- или општина центар. Веројатно затоа што и во такви големи трагедии, наместо чувствата на емпатија, слушаме изјави од типот, од видот, ќе видите вие од утре сите што сте каде ќе завршите. Не, затоа и го почнавме дека има, видите, како политиканство на прв ден. Ше страшно за мене. Ама тоа младите го слушаат. Верувајте ми, денеска имаат час. 20 годишница е млади, не поминува више тоа кај нив. Не се ни свесни, очигледно, политичките структури од било која партија, дека тоа веќе не им поминува. Затоа и реков дека времето на тишина поминува, вечерва го видовме гневот на улиците во Кочани. Извинете, видите вака, овде се работи за сериозна кривична постапка. Оваа трагедија не смее да се расплине и да се отпараат милион теми и така натаму. Државниот јавен обвинител треба да им каже на граѓаните дека ова истражна постапка е прилично комплексна, дека ова истрага ќе трае, дека ова нема да заврши до петок, дека ова се работи за кои треба и време, добар дел од вештачењата и наредбите ќе биде во надлежност на Министерството за внатрешни работи, ќе треба да се направат, да се прибават X други докази, така да ова е работа која треба на луѓето да се излезе и да им се каже дека ова работа ќе трае. Утврдувањето на поединечната одговорност, овде не разговараме за колективна одговорност, е многу комплексна и сложена работа. Утре ќе дојдеме во ситуација кога ќе треба да имаме обвинение против некои луѓе. Тоа обвинение мора да биде издржано и не може ништо да правиме на ура затоа што не носат емоции. Емоциите се емоции, меѓутоа утре ќе имаме сериозна професионална задача и затоа треба да го сведеме сето ова на професионално ниво, секој во рамките на својата професија и надлежност. Се служувам со тоа едно, затоа и кажав дека овој дел за гонењето на кривците комплетно треба да си го води обвинителство и да биде стручно и да биде прецизно кажано све. Но не значи дека не треба да разговараме за она што е, како е доведено до тоа, до оваа ситуација. И како да се смени. Тоа е за тоа за кое што треба да разговараме. Баш не би разговарал за кој е гонет, притвор, нели, презумпција на невиност. Пред се. Како што кажува, едноставно ќе трае тоа. Со самото тоа дека сега ловиме вештерки ние бегаме пак од овие работи. Тоа е целата приказка. Бегаме затоа што овдека има други виновници. Не се они директно учесници, али довеле до оваа работа. Довеле до онаа работа каде што загинало дете во Радовиш. Не во Радовиш, во Радишен. Да. А и постојано се менуваат со нови измени да им олесниме на општините. Пазите, јас ако сум, како да ви кажам, така, вие сте министер и добивате закон по кој што треба да работите. Ако не сте го смениле законот, тоа значи дека вие сте окей. Ако не сте можеле да смените законот, онда треба да си поднесете оставка. Биќе не можете да работите као човек. Ниједен министер од 2006 година наум не рекол дека ова не му е окей. На сите им било окей. На сите буквално. Да, меѓутоа да причекаме истрагата што ќе утврди овде што било, а што не било окей. Така да не ги не правиме интерпретација на законите од око, да видиме истрагата што ќе утврди, затоа што извинете вака, мене никој не може да ме убеди дека онаков објект може да функционира и да работи и да то све биде по закон со еден или два ПП апарати. Значи вака се. Не зборувам дека сите критериуми и стандарди. Не зборувам дека е по закон. Процедурата ви е таква. Он е ван закон. Да. Со тоа што му дале
ме разбирате, даваат дозвола без да ве проверат дали сте по закон, него вие со изјава кажувате дека ја работам по закон. Не. После, се не. Да, таква е процедурата. Значи, јас не сум потребен во играч, во приказката за отварање на дискотека. Ја ви гарантирам дека овдека не е ангажиран нити архитект, нити никој. Најверојатно се ангажирани електричари, мајстори и толку. Потоа излегува инспектор доколку сака од Министерство за економија да го провери дискотеката која ќе почне да работи. Но тоа не е пропишано дека ќе дојде на тој ден, како што е технички прием за објект. Така, нема никаков друг документ, би ги прочита Боби, за добивање на оваа дозвола. Овде говориме за пожар и систем на заштита од точно е, пожар. но државата му верува на кафанџијата дека ги исполнува условите за против пожар. Кажете ми дали е тоа нормално, затоа ви го кажав. Технички преглед ви даваат сообраќајна дозвола за возило, кое што кога ќе направите судар, може ги да утепате некој, ви дава да кажете вие дека ви е исправно возилото. А после ако ве запре полиција и утврди дека не ви е, ќе ви следи казна. Ама успут стварно може да ви откачат кочниците и да се направи белја. Тоа е суштината на оваа работа, зашто викам дека државата е најголемиот виновник. Зашто државата остава на човек, било кој, а успут, кажуваат сами дека се гледало дрога дали има и така натака, тоа значи дека не станува збор за интелектуалец некој, пар екселанс, чистунац. И вие не го му верувате? Не, тоа го спомнав повеќе за господинот Тумечич, бидејќи меѓу другото сега во однос на тоа кој знаел, не знаел, сето она што ни се дава како информација, во рете, доколку навистина имало акција, а тврдите дека имало акција и тој локал бил дел од таа акција, тогаш на сила стапува член 32 од Закон за внатрешни работи, за вршење на полициски работи, кој што вели. За таква акција треба да се направи план. Во кој што треба да се опишат бројот на полицајци, време кога ќе одидат, видот на објектот во кој што се врши и мерките. Мерките сега да не навлегуваме, може да бидат рација, може да биде преглед, може да биде и така натаму. И затоа ми беше тоа споменување дека многу луѓе влегувале и можеле да видат дека тоа нешто не е нешто. Впрочем, еве да привршуваме. Луѓе сте кои што се движите и низ Скопје и низ државава. Дали ви се веројатни последните податоци соопштени официјално дека во моментов на територија на цела Македонија има само 24 активни лиценци за дискотеки и кабареа, од кои што сите се за кабареа, зашто се за кабареа е посебна приказна поради конкретните услови, а само 2 се за дискотеки? Ја не можам да кажам, бих стварно не сум многу голем љубител по дискотеки и карабериња и така да не знам дали ги има. Мислам дека ги нема во Скопје толку многу. Така да, од аспект на тоа, можеби ми се верува. Биќе ако е еднашка годишно да се вади лиценцата, тоа значи дека тие што ќе работат во лето сега допрва ќе ги извадат лиценците. Така да, тоа е можно. Тоа не ми е некој податок. Реално ноќниот живот во Македонија и во Скопје е на тотално незавидно ниво. Ако го споредиме со, например, пред 2 недели, пред 2 недели друга фактирана, прашав и од аспект на она што беше најавено дека ќе има, нели, робусна контрола на документацијата на сите локали. Исто како што најавија девојчево што во Згазија на Партизанска, дека ќе има контроли засилени, и биќе таму ми е работата, они имаа контроли засилени, каде што мерат брзина, успут е закрчена предуниверзална од таксисти улицата и јас одам и ги не може да поминам со кола и викам дечки, закрчена е улицата од паркирани коли. И
господине, викнете пајак служба. Инаку Полицаец ви вика, викнете пајак служба. Бики он е таму за да казнува за брзина. Истото е, на истата казнуваат за пешаци, поминува со 80 кола, не го застануваат, не го казнуваат. Како мислите дека ќе има некоја промена? Кој е повешт во избегнувањето на законите или станува збор за, како што рековте, систем, шема, коруптивни врски на локалните шерифи во сите институции, бидејќи овие бројки на 22 кабареа и 2 дискотеки не се случајни, бидејќи кабарето по дефиниција подразбира дека е простор каде што има некаква забава и може да се држат концерти, додека организирање на концерт во дискотека подлежи таму под едни многу други правила. Тој навистина мора да се пријави во полиција, полиција навистина мора да го обезбедува, мора да има противпожарно возило, мора да има амбулантно возило. Дали и во овие податоци има сегменти на тие спреги кои што ги споменавте на почеток? Ја верувам дека има. Верувам дека има, затоа што ние сме типично несредена држава, во секоја локална средина важат локални правила, интерпретацијата на исти закони е различна во различни средини и доаѓаме пак до она што е клучот на проблемот. Тоа е стандардизација и унифицирани правила. За се, не само за вршење стопанска дејност. Стандардизиран пристап и унифицирани постапки при постапувањето и на државните органи, и на државното јавно обвинителство, во сите предмети унифициран систем на постапување, унифицирани правила на постапување. Тоа е она што нас де факто ни ги прави сите проблеми, а невоедначеноста на постапувањето доведува до различен пристап. Секој во локалните средини, зависно кој и на која скала од хиерархијата на локалното шерифовање се наоѓа, така и се однесува. Што значи, ние имаме системски проблем и тој системски проблем, ако сакаме, може да го решиме. Како? Сега во овој момент ја не гледам волја за било каква политичко усагласување или консензус за 5 до 10 прашања во државата, ја не гледам уопште простор за разговор. Затоа што секој овде што ќе дојде на власт, он мисли дека државата е него. Па тој другиот кој ќе се смени, он мисли дека баш од него све почнува и така натаму, и онда се троши цел мандат на тие предходните и така натаму. Но еднаш мора да се пресече. Еден ден тоа мора да се пресече. Исто како што мора да се пресече со ваквиот начин на пристап и избор на државен јавен обвинител. Значи, државниот јавен обвинител мора пред се да биде човек кој влева доверба на поширока маса на луѓе. Тој мора да има широка подршка и консензус натре во институцијата. Не може Советот на јавни обвинители само еден кандидат да го проследи во парламентот за избор. Не. Колку кандидати се пријавиле, ако ги исполнуваат условите, Советот на јавни обвинители да констатира дека 5 кандидати ги исполнуваат условите, меѓутоа да се бира по други критериуми и услови. Да го видиме тој што аплицирал и што сака да биде државен јавен обвинител пред пратениците пред да се гласа, да го чуеме, да го видиме,
да видиме кој е, да видиме каква визија он има за јавното обвинителство и така натаму, па онда да ги ставаме сите 2, 3 или 5 на гласање и така натаму. Влегувате во една специфична сфера, бидејќи март и април е месец на носење на 5-6 клучни закони, ги знаете кои, да не навлегуваме, кои што се однесуваат на судството, досега никој не почнал ни јавна дебата, ни ништо. Па видите сега да ви кажам, кога спомнавте веќе месеци, а тоа асоцира на астрологија, астролошки речник. Не астрологија, програма на влада, преземени обврски, подпишани договори и така натаму. Со астролошки речник, како беше ретроградни Меркур, па ретроградни Меркур према све ова што гледаме во ова држава, он е створен овде, он живи овде и не иде на ни едно друго место. Да завршиме со ова по Сопански, како да го избркаме? Кого? Па ретроградниот Меркур. Никако, он е створен овде, ние самите создаваме амбиент да живееме во негативен амбиент. Сепак е ова премногу траурен момент, може ли тоа да биде некаква пресврсница и освестување, и кои би биле според вас предусловите? Ако ова не освести за оваа држава, дефинитивно нема никаква надеж и нема никаков спас, дека ние ќе одиме во некаков прогрес. Значи, нас, секоја трагедија, значи, мене ме загрижува тоа што ние немаме капацитет да извлечеме поука. Ние до сега имаме, значи, страотни трагедии, Стајковци, Дурмо, Беса Транс и така натаму. Ова е капак на сите трагедии. И ако ова не мотивира или не примора, ја не знам како одредени луѓе, структури, како не се плашат дека утре нив ова исто може да им се случи. Ја не знам како они се чувствуваат толку безбедно, толку комодно. Или не верувам дека веќе добар дел од луѓето размислува како што размислува, па добро, не ми се десило мене. Не, може утре тебе да се случи. Значи, ние мора да изградиме општествен консензус што сакаме. Ние мора да дозволиме да нормалниот интелектуален свет исплива на површина. Паронски, што би требало според вас да биде пресвртната точка за да почнеме да зборуваме за оно што вечерва и рековте дека сте поразен како човек, па и не сакате многу да го акцентирате од аспект на стручност, професија или сите овие лавиринти од документи направени за да не се почитуваат? Видете, мислам дека ова не сум сигурен дека ќе биде, ова е трагичен настан. За жал разговараме малце и поширок. Но мислам дека е потребно, баш да не се повтори ова. Веќе се повторува, не се Стајковци не е пред 15 години. Така е. Се јавиш? Тоа го држам на предавање. Дека ние како нација, како инженери сме поразени во тие ситуации. Како луѓе сме поразени си. Збориме кој Секој у своја професија, да. И никому ништа. Нема враќање за овие деца, нема враќање за нивните семејства. Мислам дека од сега натака само ќе убрзаме, ако не бидеме многу брзи во решавање на овие проблеми системски, само ќе го убрзаме иселувањето на децата од оваа држава. За жал. Јас сум едноставно песимист. Прво сум песимист затоа што на места раководни имаме, нема може и арогантно да звучам, на многу луѓе така им звучам, имаме тотално необразован кадар. Не дали е за раководна функција, е тотално необразован. Вие немате соработник од другата страна за да може нешто да мрдне напред. Докато не ги изчистиме сите работи, ние не може да дојдеме напред. Теоретски шанси не може да дојдеме напред. Оно што го кажат, видиш дека има различно толкување од град во град на закон,
и кога ќе се вајават во транспорт и врски, рецимо колегите да имаат толкување на закон, транспорт и врски им дава одговор работете по закон. И се досекате како идиот, А законот не важи секаде исто. а не баш секаде исто. А Така кога да- многу работи ве објаснуваат. Така да има Кога многу различни. работи ве прават, како што рековте, понижен и несреќен и немоќен, одговорот кој што го гледате се е по закон. Тоа секојаш ќе се по закон. Зависи кој го Има чита. еден цитат од бандите на Њујорк, секојаш го раскажувам, каде што ангажираат Даниел Де Луис као главен водач на бандата, градоначалникот го ангажира да исели едно мало. Вика, што ќе сум ти, јас имаш полицајци. А не, вика, све мора да биде по закон, поготово кога го кршиме. Тоа е Македонија. Гледајте го филмот, ако не сте го гледали. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости и за пораките кои што се обидовме да ги испратиме. Останете со тема. Најновиот преглед на вестите на денот е во 21:30.